За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите киевски котлети. Главицата кромит ситно ја сечкаме. Во тава за пржење на оган ставаме масло да се загрее. На загреаното масло го пршиме и сечканиот кромит. Посолуваме. Нарасуваме мелен црнпипер. Откако кромидот ќе омекне, во тавата го додаваме меленото месо. На копаните им ги отстрануваме коските. Месото го посолуваме. Го нарасуваме со мелен црнпипер. Потоа го точиме месото со дрвен чук. Ги свиткуваме парчињата месо на половина и ги оставаме на чинија да ги впијат за чините. Едно јајце го кршиме на чинија. Второто јајце го кршиме, белката ја додаваме во чинијата, а жолчката ја додаваме во тавата со мелено месо. Во тавата го додаваме и сенфот. Потоа го промешуваме филот. На даската за сечење го ставаме првиот пилешки копан. Со лажица врз него нанесуваме од филот од мелено месо и виткаме ролат. Ролатот го ставаме на чинија. На ист начин ги подготвуваме сите ролати. Во тава за пржење на оган ставаме поголема количина масло да се загрее. Јајцето и белката ги матиме со вилушка. Секој ролат прво го свалкуваме во брашно, потоа во изматени јајца и на крај во лебни трошки. Вака подготвените ролати ги зацврстуваме со чепкалки. Ги пржиме ролатите на загреаното масло во тавата на оган. Младите кромитчиња ситно ги сечкаме. Исечканиот кромит го ставаме во длабок сад. Половина лимон цедиме во цедалка. Лимоновиот сок го додаваме во садот со кромит. Нарасуваме мелен црнпипер. Посолуваме. Во садот ги додаваме киселата павлака и мајонезот. Мешаме со лажица. На ролатите им ги отстрануваме чепкалките. Од едната страна на чинијата за сервирање го сервираме претходно обарениот мешан зеленчук. Парчето лимон го засекуваме во форма на цвет. На средината на мешаниот зеленчук ставаме гранчиња француски Макдонос и цветот од лимон. Од другата страна на чинијата ги сервираме котлетите. И помеѓу котлетите украсуваме со гранчиња француски Макдонос. Перцата млад кромит ги сечкаме на тенки долгнавести парчиња и ги забодуваме во цветот од лимон. Киевските котлети ги преливаме со претходно подготвениот сос. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 60 минути. Добар апетит!